Велосипедската патека во Тетово на некаков символичен начин ни ја покажува трасата по која земјава се движи низ својата кратка самостојна историја. И она што е особено интересно е дека препреките на патот, иако дословно, тој не е ниту добро, ниту докрај обележен. Не ги поставува никој друг, туку ние самите. И идеш ти по патека и сега кој ќе дојде до колата, каде ќе одиш? Мора ќе слезеш од 55 да скачиш, како да кажем, да излезеш на другата страна, па пак да се вклучиш во патеката. Таа потреба да се застрани која продуцира самата власт најпластично се забележува во центарот на државата. Обременет со хировитоста на водачите, наместо да се создадат сите предуслови да се релаксира, поради нечија отворена неспособност или скриена алчност. Важноста на темелните вредности на уставниот поредок не се рамни, туку индивидуалните права се ставаат пред оние на сите граѓани. Едно од уставните права е и хуманизација и здрава животна околина. Меѓутоа, на тие одредби од Уставот се гледа како на уставна поезија, додека на приватната интерес се гледа како основно човеково право. Не и тоа е основно човеково право. Затоа и фокусот наместо на државниот се дефокусира на навидум некакви лични интереси, кои се само проформа од потребната критична антикорупцијска битка со криминалот на белите јаки и се сместува во рубриката со која се удира единствено врз типичниот функционерски чалам, како продукт на провинцијскиот карактер. Еден министер може да потроши 1500 денари за поручек од човек, меѓутоа треба да има потврда за резервација, треба да има извештај за природата на состанокот на работниот ручек, треба да има име и презиме на секој од оние кои што биле на тој состанок и треба да има низа на документи кои што на крајот ќе одат во секторот за финансиски прашања за да биде одобрен и исплатен. Никој не прашал изгледа ниту видел колку само ручеци има изедено непроверената набавка на софтвери на Рашковски, ама затоа ќе се зверат во кафеанските есапи. Но и тоа би можело да биде проблем, со оглед на јазичните пречки кои се појавуваат дури при најобична потреба да се прочита SMS нотификација. Господинот полицаец, што прима редовна плата, ми рече дека не знаел да ја прочита пораката. Може не знаела тиница. Веројатно се работи за провокација предизвикана од присуството на објективи, бидејќи во нивно отсуство ништо не изгледа така како што се представува на малите екрани. Оние кои имаат неверица можат да чујат каков е навистина амбиентот, онаму каде според впечатокот толку силно се вкрстуваат копјата. Напнати се координацијни? Нема зашто причина да бидат напнати. Не се напнати затоа што нема камери таму. Вообичаено кога излегуваме горе пред камерите, тогаш се представува некоја друга слика. И на крајот, кога насетат таа слика уште па некои се обидуваат да и тураат инсигнии. Ама види, знаеш што е Коци Италијански за Шилегов? Принцот од Велс. Не, Боже, почина човекот. Не, принцот не почина. Принцот од Велс е Чарлс. Чарлс, се извини, ги мешам ти кралските. Ако се сведочи врз основа на апострофирањето и контекстот со улогата на велшанецот, тогаш тешко дека може да се стави паралела за неа како добро пророштво за политичката еднина. Бидејќи реално, таа не се третира ниту како алтернатива, а уште помалку како отворена перспектива.